Денеска сме во Малешевијата, значи бевме прво во Македонска каменица, каде што му дадовме подршка нашиот кандидат Дејан Стоиловски. Сега сме во Делчево со нашиот кандидат носителот на листата Тони Стаменковски и ќе продолжиме во Берово, каде што имаме и кандидат за градоначалник, а тоа е Мирче Кировски. Значи ние јавноста е веќе запознаена. Значи Левица е единствената партија која што е забранета на овие избори, забрането ни е рекламирање, но ние сме секојдневно на терен, го чувствуваме пулсот на народот и јас може да ви кажам дека ќе имаме дека до сега ќе го имаме најголемиот успех што сме го имале во било кој изборен циклус. Зашто е тоа така? Дури и режимот, овој ВМРО ДПМН-овски режим кој што го забрани рекламирањето на Левица, чувствува дека Левица всушност е неговиот најголем непријател. Вие ако сте забележале, премиерот воопшто не ги споменува СДСМ, воопшто не се бави со наводно најголемата опозициона партија СДСМ, него цело време се бави со Левица. Тоа убаво ви кажува дека тие гледаат каде е јадрото на отпорот, значи каде е собрано критичното јадро, критичната маса на овој народ кој што е спремен да се спротистави на режимот кој што не владее. Значи ние од тука ја почнуваме од локалните избори, секогаш суштина и локалните избори се како еден вид предзнак за парламентарните избори, значи накаде дува политичкиот ветар. Ние преку локалните избори сега ќе покажеме, значи преку тоа колку ќе имаме советници, колку ќе имаме кандидати во втор круг, зошто да не и во прв круг градоначалници, ќе покажеме дека ветрот дува кон политичкиот ветар дува кон Левица. Левица е новата политичка сила на македонската сцена, кој што ќе исплива како втора политичка сила и кој што единствена може да се спротистави на не само на режимот, туку и на системот, на овој систем кој што не толчи 30 години, кој што го осиромашува народот, обогатува едно мало малцинство врзано околу власта, или да не речам еве преку случајот во Кочани кој што се случи и убива, и буквално убива. Нема друга политичка сила која што се спротиставува на системот и ние тоа на овие локални избори ќе го докажеме.